Добро вечер во Отворено за. Не сме заборавили дека зелената енергија како серијална емисија не ни е завршена. Ке разговараме на оваа тема и со граѓани и со представници на власта со цел да го приближиме овој начин на производството на електричната енергија во рамките на серијалот Зелена енергија. Сега повремено ве префрлуваме на теми во рамките на Отворено за кои се актуелни. Производството на ракија сметаме дека е актуелно и токму затоа во последно време посветуваме поголемо внимание. Дружинието ЖТ кое се зема во улога на остварување на правата на граѓаните во производството, односно продажбата на ракија, во последно време како такво го поздравуваме и ги следиме сите нивни активности. Во ова недела бевме на една јавна расправа која беше организирана од нивна страна со представници на Управата за јавни приходи, представници на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство и со Царинската управа на Македонија, со цел да се приближат законските прописи, односно уредби или подзаконски акти за поедноставно продажба на ракијата на пазарите во Македонија или во надвор од државата. Бевме со нашата камера, остваривме поголем дел од снимениот материјал, меѓутоа монтиравме делови кои се од суштинско значење за вас како информација, како институциите од областа на земјоделието и на извозот се ангажирани во оваа работа, колку тие придаваат внимание и дали во иднина или во брзо време ќе биде решено прашањето со производството и продажбата на ракијата, односно со легализирање на оваа работа, која веќе подолго време се остварува на диво од ваша страна. Погледнете го материјалот кој го реализиравме во Домот на културата, каде што се одвиваше јавната расправа. Сакам да ја поздравам оваа иницијатива на Сдруженијето ЖТ. Сметам дека некако вие пред нас реагиравте. Ние имаме зацртано некои планови, планиравме до крајот на годината да направиме повеќе презентации, запознавање со новите законски измени, сега веќе не се ни толку нови, до поширок круг на заинтересирани страни, кои што мислам дека ова е пред се и во ваш интерес, меѓутоа и во интерес на нас како представници на институциите, затоа што со самото тоа, кога ќе се влезе во легалните текови, ќе биде полесно и за вас, меѓутоа нормално тоа си се ваши законски обврски и се во интерес на сите. Во овој список ние што ќе биде наприсутни, ќе ги имаме и вашите контакти, ќе ви ги дадеме и нашите контакти, значи можете во секој момент да се обратите по мејл, по телефон и така натаму за некои дополнителни објаснувања. Значи јас сум од Министерството за земјоделство. Ние прилично од Министерството ќе бидеме повеќе наблюдувачи овде, затоа што ние немаме допирна точка се уште со законот, немаме некој документ што се вади кај нас или некоја форма што треба да ја реализирате кај нас за да продолжите по другите институции. Сепак ќе кажам дека ова е многу добра иницијатива. Јас и лично поддржувам, значи здружување на воопшто на производители на храна и на земјоделци, но се разбира и министерството, значи потребен ни е субјект со кој ќе комуницираме. Пак е ова многу добра иницијатива. Мислам дека баш оние релевантни институции дека сме собрани, да се слушаме едни со други и да видиме како можеме чекор понапред и да ги решаваме проблемите дел по дел. За разлика од МЗШВ, да. Агенција за храна има нешто повеќе да кажи. Прво, сите оператори со храна, сега ракијарите, да речеме, Сдруженијето ЖТ, имаат можност да ги видат нашите правилници, односно тие што му се во интерес, на веб страната на Агенција за храна и ветеринарство со одејки кон Законот за безбедност на храна и правилниците. Со тоа што имаме исклучителен правилник за посебните барња за безбедност на жестоките алкохолни пијалоци. Тој број може да си го запишете 82 од 2010. Тој ви е единствен правилник по кој вие треба да се подредите. Но сега тука јас сакам да напомнам дека треба да се направи разлика
меѓу операторите со храна кои се како правни субјекти и сакаат да бидат мали, средни или големи дестилери и операторите со храна кои што ќе настапат како физички лица. Јас тука сакам да прашам дали ние сега ќе зборуваме за физички лица согласно на производството, значи на жесток алкохолен пијалок како традиционален производ или ќе зборуваме за правни субјекти, бидејќи тука имаме голема разлика. Значи сега тука веќе наидуваме на првиот реален проблем. Значи, Агенцијата за храна и ветеринарство си ги има соодветните правилници, значи законската регулатива како правни субјекти, тука веќе немаме спор, нели, согласно управата за јавни приходи. Меѓутоа, овдека присутниве, јас колку што можам да заклучам, се сите заинтересирани како физички лица. И сега ние, јас како представник од Агенција за храна и ветеринарство, имам една процедура за физички лица, една процедура за правни субјекти. И повторно го поставувам прашањето да разговараме за физички лица или за правни субјекти. Инаку што се однесува на нашиот дел, на Агенција за храна, значи луѓето, ние се задржуваме само на објектите каде што ќе се произведува тој производ и самиот производ. Плаќањето и евиденцијата на тоа се што ќе они набавуваат за да го произведат производот, жесток алкохолен пијалок, или понатамошната негова продажба, веќе си е регулирано со управата за јавни приходи и државен пазарен инспекторат. И тука веќе е тој момент што викате вие. Така, по структура, значи земјоделството како производство во Македонија, по структура најголемиот дел, повеќе од 90% се, значи, дополнителна дејност. Многу мал дел од земјоделците се всушност овие регистрирани како земјоделци. Тие можат да регистрираат трговско друштво, а овие другите не можат. Значи ние опфаќаме само 5% од производството на тој начин. Значи нерелевантно е. Порелевантен е овој другиот дел исто. Значи сакам да кажам, ако веќе земаме да биде по севкупно опфатот што го кажуваме, дискусијава и оние интервенции што треба да се прават, што ќе пример ние ќе на консултација сме овдека нели со вас, што би требало да се направи во иднина за да може тоа да биде по-сеопфатно. Значи да го фаќа сите земјоделци. Уште еднаш да ви се представам, јас сум Жанета Басич, добар ден на сите. Сега мала една ретроспектива да направиме. Во 2015 започна проект со соработка со Австриското Министерство за финансии и Австриска царина на донесување на новиот закон за акцизи. Во текот на соработката со нив видовме дека тие имаат сличен ваков пример, каде што земјоделците може да произведуваат и да продаваат на физички лица или во ресторани со многу понамалена акциза од онаа редовната што ја плаќаат големите дестилерии. Потикнати од тоа искуство и согласно со тоа како и кај нас сме поднебие на овоштие, на грози и други овошја, и да се излезе во пресред на сите расположени за дополнителни приходи, меѓутоа во рамки на законските одредби што ги има. И ние го предложивме истиот на сличен начин, значи нивната пракса ја преточевме и во наши законски одредби. Во 2019 имавме неколку пати посети и бевме и овде во општина Кавадарци, во Неготино, Валандово, цел регион каде што има заинтересирани, и Кочани, Свети Николе беше опатено, за сите можни заинтересирани за земјоделци и за мали дестилерии. Во меѓувреме се регистрира, точно некои се регистрирале со физичко лице, меѓутоа бидејќи ниту е предвидено правно, тоа со законски одредби, ниту па системот електронскиот каде што се постапува исто тоа не го поддржува, физички регистрираните лица не може да се активираат во таа дејност и затоа се пререгистрира како трговец поединец и така настапуваат и кај нас сега. Што е моментов? Од наша страна е доволно да има потврда за регистрирана земјоделска дејност. Ние не проверуваме дали му е тоа дополнителна или не дејност, дали ќе се регистрира како земјоделско стопанство на име на цело семејство или ќе се вика по негово лично име, ние тоа воопшто не навлегуваме во тоа. За нас е само доволно да има потврда на даночен број регистрирано земјоделско стопанство, регистрирана земјоделска дејност. Значи, ако има некои дополнителни проблеми, еве што рече
колегата од друга институција во врска со таа дополнителна дејност, тогаш е тоа веќе во надлежност на Министерство за земјоделие, не е поврзано со Царинска управа и секторот за акцизи. Значи, нашата цел е секој што ќе регистрира земјоделиево како дејност, регистрирана дејност, да може да постапува. Како земјоделец да може да произведува ракија и истата да ја пласира со мали давачки на акциза и при тоа да нема никакви реперкусии, еве колегиве од контрола и истраги, тие заплени што се вршат по разни објекти, пазаришни и така. Значи, вака, јас сум Миле Донес од Крвалаци, имам веќе регистрирана винарија како правен субјект. Иначе сум носител на земјоделско стопанство како физичко лице. Дилемата ми е сега во кој правец да ја терам таа регистрација на жестоки пијалци, дали како физичко лице или дали како правен субјект. Тука треба тие некои работи, например, еве доста од Молим? Како правен субјект, да. Да. Доста од колеги овде, да речеме, мислам дека сите сакаат како физички лица да ја терат таа процедура. Да речеме, еве јас како физичко лице сум носител на земјоделско стопанство, лозовиот насад е на моје име, дали која е процедурата фактички како физичко лице, која е како правен субјект, во кој правец да тераме, значи и ние и јас да речеме како бидејќи сакам да се регистрирам, дали да терам во да најдеме како да може и тие луѓе што се вработени или пензионери, од законот вика ако си вработен или пензионер, не можеш да ја бркаш до додената. Ама јас затоа го прашав представникот Министерство за земјоделие. Што е спорно да се регистрира трговец поединец и како дополнителна земјоделска дејност? Секој дополнителни приходи во државата, еве и со најновите измени или дури облажувалници и све, на секој приход се плаќа данок. И нормално е дека ако има некоја дополнителна дејност и на таа дополнителна дејност од таа заработка ќе се плаќа пак некоја давачка. Нема нешто што не е оданочено на крајната давачка. Така, мисла, проблемов сега вие што го истакнувате не е од наша страна, затоа што немаме ние регистрирано ниту па активности предвидено за физички лица. Тоа е предвидено. Со тоа што критериумите од искуството и законот кој што им е 200 години пракса со земјоделците, тие дури се построги во смисла дека исклучиво мора од сопствени насади да биде овошјето, за да им се даде оваа привилегија да произведуваат и легално да продаваат. Ние направивме одстапка во смисла овоштие, меѓутоа, нели, од пријатели, роднини, збирно, да може да не се расипува и да не се фрла, нели, како што ги имаме ситуации со грозје и слично. Значи, он не може да се регистрира како трговец поединец за дополнителна земјоделска дејност. Производството на вино и на ракија не е земјоделска дејност. Тоа влегува во преработувачка индустрија. Јас вас како што ве сваќам, вие сакате да речеме, како се викавте вие, Миле дополнително овако дејност има земјоделие, како што рековте, целокупниот имот од земјоделската дејност е на ваше име и вие сакате како Миле да произведувате вино и ракија, така? Како физичко лице, како Миле. Значи да добиете дозвола за регистрација, за винарска дружба и производство на... Значи и сакате како Миле да подигате акцизни маркички од Царинската управа. И да плаќате данок како Миле. Вака, ако би добиле вие, да речеме, ако би се регистрирале како трговец поединец, вие како трговец поединец треба и земјоделското земјиште да го ставите како имот, да речеме, на трговецот поединец. За управата за јавни приходи нема никаков проблем ако вие земјоделската дејност ја извршувате како трговец поединец и вршите производство на вино и алкохолни пијалоци како трговец поединец. Тука нема никаков проблем. Значи вие си плаќате на приходи минус расходи и нема никаков проблем за доноците. Веќе ние производ вино од грозје имаме регистрирано во Агенцијата за храна, сега не ме држите за збор, ама негде околу 49 на физичко лице.
Со тоа што Агенцијата за храна го пропиша правилникот за традиционални карактеристики да може да биде на физичко лице и на правен субјект со традиционални карактеристики. Меѓутоа, во нашата анализа, во нашата евиденција, ниеден оператор со храна не се регистрираше како правен субјект со традиционални карактеристики, освен како физичко лице со име и со презиме. Ние ги донесовме тие изводи за регистрација на физички лица, конкретно Миле, презиме? Миле Доневски и како него другите, за после тоа истите тие физички лица да го продолжат патот до МЗШВ со конечен документ и они да имаат право тој традиционален производ, вино, маџун, ракија, пиво и така натаму, да го пласираат на пазарот од праг. Од праг. Со тоа што условот беше тоа да оди до локални продавници и локални угостителски објекти. Една рака. Значи, втора рака не може да се прави дистрибуција, туку оди директно од праг. Меѓутоа, уште кога се донесе правилникот од наша страна, од Агенција за храна и исто од МЗШВ, јас лично како инспектор го видов проблемот со плаќањето. Сега Царинската управа е замешана бидејќи се работи за акцизната стока и тука се замешани. Управата за јавни приходи исто така ќе го видеше тој дел, пошто тие луѓе што се на физички лица 49 винари не можат никаде да го евидентираат тоа нивно работење. Тука е проблемот. А ние како Агенција за храна, пак да повторам, имаме можност да му дадеме право на операторот со храна да биде и како физичко лице и како правен субјект. Кај нас проблемот и разликата е само во условите потоа на барање на уделот на производството, објектите. Тие што се правни субјекти одат по потежок пат, системи за самоконтрола, стандарди и така натаму, а овие кои што се физички лица, па макар и трговец поединец, ако сакаат да се регистрират, би имале пофлексибилни услови. Значи нема да му се бара кастав, нема да му се барат не знам какви услови, да. А инаку како производ што ќе го донесат и ќе го пласираат на домашен пазар, тој мора да е безбеден, тој мора да е квалитетен. Ние тука и да дадиме дозвола за регистрација на жесток алкохолен пијалок, нели ги дефинираме и бренди, рум, водка или ракијата што ви од пулпата од грозјето. Значи таја не може вие да донесете во пазарот со поголема концентрација на метил алкохол од дозволената. Тоа е небезбеден производ, без разлика дали сте физичко, дали сте правно лице. Тоа не значи дека вие работите по тој правилник, тоа е за вас правилник и ние го контролираме тој правилник, меѓутоа тоа не значи дека законот за безбедност на храна ќе биде изоставен. Само проблемот ви е во делот на плаќањето. Како вие ќе го евидентирате готовиот производ, се што сте внесле во него за да дојдете до еден финален производ и понатаму на пазарот. Го носите 100 шишиња вино во продавница. Како ќе го евидентирате продажбата? Еве ќе ви платат таму колку треба. Како ќе го евидентирате тоа? Тука е проблем. Ја многу убаво разбирам, колегите се од други институции. Производството на храна воопшто, значи, ако не е регистрирано за нас како институција е невидливо, ја многу убаво разбирам што ви е поентата. Прво е невидливо и нема контрола на квалитет и секако значи не може да ги користите оние програми што ние ги креираме во институциите за да ве мотивираме, да ве субвенционираме или да ве стимулираме. Пример, дестилерија не потпаѓа под ИПАР, така, пример, или мини. Програмата за подрумите сега што е најтазе, значи по 10.000 евра зема физички лица подруми, значи за опрема. Автоматски, значи они нема да имаат сулфиди во тоа вино, и ја искрено карано го пробав виното, мислам дека е 5 пати поквалитетно него од големи винари или увозно. Нивните видеа се далеко подобри. Сега цената е исто, да, и значи целта ви е тоа, јасно е што е. Дополнително го растаретувате пазарот од вишокот на овошје, значи кога има вишоци вие ќе ги обработите, ќе се претвори тоа во финален производ што е квалитетен и што има долг рок на траење, дури се подобрува со како што го чуваш. Значи идеални услови се. Ја пак истото, затоа што претходно и комунициравме, ја пак ќе ви кажам, можете да ви видите и други примери во други земји, пак сте сега многу во здруженијето. Основна работа е да се здружите, винарите успеа пред 20 години со здруженијата, така ги изменија законите, така ја направија регулативата чекор по чекор. Ќе си го изодите патот и ќе ни кажете кај ви е проблемот. Да направам разлика во плаќање на даноците помеѓу едните и помеѓу другите. И тоа е најбитното.
да речеме, кај овие што се регистрирани како самостојни вршители на дејност или трговци поединци, што имаат даночен број добиен од управата за јавни приходи на петка, значи за нив во законот се е предвидено на кој начин се плаќа данокот на личен доход, фактички е исто како и кај правните субјекти, сите приходи што ги остварат минус расходите што ги имале и на разликата се плаќаат 10% данок на личен доход. За физички лица, да речеме, ако во иднина се направи нешто да бидат тие производители, мали производители на вино и на алкохолни производи, значи немаме такви одредби каде што би им се признавале одредени трошоци што ги имаат. Моментално, значи со постојниот закон за данок на личен доход, тие спаѓаат во категорија на приход, друг приход. Така се нарекува. Значи нема посебно, ние имаме за земјоделие. Да речеме, нормирани трошоци 80%, на разликата се плаќа 20%, ама тоа е кога вашето производство на грозје, вие ќе го предадете на некоја винарија. Винаријата ќе ви пресмета и ќе го задржи данокот и ќе го плати. Значи, немаме предвидено, во законот се нема предвидено, ако вие како физичко лице своето производство на вино го користите за производство на грозје, на вино. Ама сепак, тие количини ќе се пријавуваат во Министерството за земјоделие. Во ред, ама само да ви кажам дека не е предвидено во сегашниот закон за данок на личен доход и за тие физички лица да се оданочуваат на ист начин како што се самостојните вршители. Туку овде, моментално во овој закон спаѓаат во категорија на друг приход, а во таа категорија нема никакви одбитоци. Да речеме, рековме дека 30.000 литри може да се произведува вино, така, ако го земеме теоретски максимумот, продажната цена нека биде грубо 2 евра, да речеме, тоа е 60.000 евра. На 60.000 евра физичкото лице треба да плати 10%, односно 6.000 евра данок на личен доход. Така е моментално предвидено во законот. Плюс по законот за ДДВ, значи ако физичкото лице надминува промет, не да наплати, само да продаде. Значи ДДВ-то не го интересира дали вие ќе наплатите. Кај персоналниот данок од доход колку ќе заработите, значи колку ќе, а кај ДДВ-то е колку е извршен промет. Ако извршите промет над 2 милиони денари или на самиот старт, ако сметате дека ќе извршите над 2 милиони денари, да речеме во конкретниот пример, ако вие кога отпочнувате да произведувате вино, знаете дека ќе произведете 30.000 литри и знаете дека ќе ги продадете тие 30.000 литри, значи вие во старт треба да се регистрирате како ДДВ обврзник. И да го продавате виното со ДДВ. Да. Значи, од даночен аспект е тоа. Значи, кај ДДВ-то и физичкото лице може да се регистрира за ДДВ обврзник и самостојниот вршител на дејност може да се регистрира. Прво по закон за вршење земјоделски дејност. Сега тук се дефинира, значи, индивидуален земјоделец производител, помаловен, вршител земјоделска дејност, кој што тоа обврска да биде ТП и останатите категории. Вижда тука во член 7, оно што сега ги тангира сите, кај што вика дека лицата кои се во работен однос или се пензионери, а занимаваат со земјоделска дејност и собственици на земјоделско земјиште, не се вршители на земјоделска дејност во смисла на овој закон, што значи дека тие нече може да ги користат тие бенефиции и привилегии во смисла на тоа дека како мал индивидуален земјоделец може да регистрира производство на алкохолни пијалаци до 2,5 тона со онаа акциза што викаме 30 денара. Токму тука лежи зајако дечен во овој член и понатаму во член 19 кај што вика дека на физичко лице кое што е во работен однос или корисник на пензија, за да му се овозможи да биде регистриран, треба да се откаже или од пензија или од работен однос. А најголем дел од тука се овие што викаме сега или наследено и наследен имот или собствен имот кој што сака да се го продолжи да го работи и да ги искористи оние бенефиции и привилегии што се дава, да речеме во смисла на тоа дека до 2,5 тона ракија, ако се регистрира како индивидуален земјоделец, некако од поголем обем, него од помал обем со работна сила до 10 вработени со собствена површина, да може да ги произведе тие количини, да се оданочи, односно да се плати за тој дел 30 денари колку е сега по литар акциза, да може да се јави за продажба од прак или на кафани. И сега во делот на оно што го викаме на оданочувањето за со данок на личен доход, како што господин Дино кажа, нели сега индивидуалните земјоделци кои што го предаваат грозјето во винарски визби, нели таму веќе има трак, продал 15 тона грозје по таа цена, исплатачот го плачи персоналниот данок, меѓутоа зошто да не се
смисли тука некој модел, бидејќи малку потешко ќе оди таа сега евиденција на продажбата од праг, вече колку ќе продаде ракијата, на кој ќе ја продаде како, бидејќи нема врска да води сега тој делот на книги како и другите. Меѓутоа тука да се најде модул, речеме ако тој пријави во агенција дека ќе вари 10 тона ракија или не знам во количина грозје, да се искористи на нормативно дел што беше нормирани трошци од 80%, да си плати на 20% персонален данок и да се биде чист. Че може тука да се најде некој модул или на основа на пријавената количина грозје која ќе ја вари за ракија. Се знае дека пријавената количина грозје ако не знам вреде 15 денари по кило, нормирани трошкови се 80%, на 20% да се плати персонален данок. Или на произведената ракија, да тогаш да се најде нормативно колку учествува трошкот, колку е била продажна цена, да може поедноставно да се плати персонален данок, бидејќи знаеме дека на секоја заработка се плати персонален данок. Меѓутоа, тој сега бидејќи нема врска да води такви сметководствени книги, да се тоа и потешко тоа се утврдува, се докажува, значи може да се искористи моделот како што се плаќа при откупот на грозје во регистрирана винарија, или да биде при пријавувањето колку грози ќе варам во ракија или колку ракија ќе стварам, да паушално нормирано се одночи со данок на личен доход, се плати акциза и да може тој слободно да си го продаде неговиот производ од прак или во прва рака, да во ресторани, во кафани. Така да тука иначе другото оно прилично јасно сега, дури тука е кажано дека ако тој надмине над 2,5 тона алкохол, тогаш подлежи веќе на другата категорија мали производители, мали дестилери и се доплаќа акцизата 50% или мали дестилери се 50% од големите 3,4 денари по степен, овие се напола, значи ако тој пријави 2,5 тона, произведе 5 тона, не знам 3 тона, на разлика тој се доплаќа акциза по стапка која што важи за малите производители, мали дестилери, односно 50%. Така да тука треба да гледаме да најдеме начин некој како да тоа и во нормативите, во овие правилниците, во законот, во член 7, да се овозможи таа дополнителна дейност, бидејќи сега и дивно колегата сега дали треба да се откаже тој како производител на ракија после 20-30 години или некој да се откаже од пензијата. Целта е буквално сега не се пробно оние 2, 3 или 5% кои што се веќе регулирани, меѓутоа оние 90% кои што остануваат и кои што на некој начин и го решаваат проблемите со грозје и со откуп и на некој начин производат некои традиционални производи кои што сакаме да се стават тие во некоја рамка и да се тоа биде и со квалитет и да биде законски. И секоја држава ќе има повеќе чар така отколку сега. Ја една моја вака чисто седно искуство пред 10-15 години бев во една посета во Грција, тука во нашиот дел Лерин Костов, по тие селата, прашуваме како се решава проблемот со акциза кај. И во тоа време наш некој интересен модел вика, прво нема диви казани печења, иначе во нерегистриран казан. Вика во оваа село има 15 казани. И секој си пријавува, вика, не знам, господин Одинов ќе пече 15 казани ракија на таа и таа дата. Акцизата се плаќа на основа на таа евиденција која што беше пријавена. Тогаш беа 20.000 ракви, што беше символично, пример, не знам како сега 230 денари по казан. Меѓутоа, на основа на печењето во регистриран казан, со потврда, дадена акцизна дозвола, платен некој минимален паушал, минимална акциза, вика дали сакаш натаму да ја продаваш, да ја пиеш, да ја фрлиш, тоа е твое. Меѓутоа, овој наш таков модел, кај што сите се опфатени, меѓутоа нема на диво печење. Во регистрирани казани, каде може би тоа е потешко да се спроведе, меѓутоа мора да најдеме некој начин да го олесниме, во смисла да што повеќе луѓе се станат легални да речеме на тој пазар, да малку досега знам дека државата замеѓуваш со едно око, решавајќи социјала, не знам, грозје има, нема, откуп, потешко оди и мижеше со едно око, да речеме, а сите сме сведоци дека секојдневно се продава и во големи количини од таа ракија се продава и тоа зошто да не повеќе сметка че има и чар че има државата, ако се најде начин да тие ги стави во некој канал, во некој ред. Прво да ви се извинам, ако доживеавте некои напади или нешто дека идеме контра вас и нешто. Овде дојдовме со најдобра намера и целта, пошто јас бев дел од тој проект и кај што се залагавме со австријците, иако ни рекоа дека после тоа тешко ќе ни појде во Европска унија и затоа сакав да го надополнам сега претходно говорникот, дека во некои од новите земји членки сосема се забрани за своји потреби да произведуваш, а во некој као мала отстапка направија може за собствени потреби, меѓутоа да ја платиш акцизата. Значи многу стана ригорозни. Али од друга страна, пошто ние сме сите од ова поднебие, сите знаеме некого, ако не од најблиско семејство, од пошироко, кои што си произведуваат кој од што има насади, се е зависно од кој дел од Македонија, дали грозје или сливи. Ни беше целта да се овозможи и вие. И на почетокот директорката ви кажа дека убаво е вакви средби, нас не беше и во план и ние тоа, меѓутоа има така некои други некои активности,
да имаме и ревидирање на законски одредби, и да имаме средби, да ослушнеме искуство. Ево, од ова сега што го разговаравме меѓусебно, свативме дека и ние треба институционално малку да оствариме соработка, затоа што имаме колизија. Нас воопшто не ни е целта вас да ве ограничуваме по никоја основа. Значи, баш она во духот на ова либерално време, сега да бидам така, ова дека е дозволено за сите. Без разлика на пол, на години, на образование и слично. Што се однесува од аспект на акцизи, имаме само неколку документи, ќе ви ги прочитам, лимит колку треба, постапката како иде за регистрација и плаќање и тоа е. И тоа би било се во рамките на оваа емисија која изворно ја посветивме и ја пуштивме онака како што сметавме дека е приближно блиска до вашите барања за ракијата, поточно. Ние ќе ги следиме сите остварени контакти и сите новини во рамките на приближувањето на продажбата на ракијата и другите алкохолни пијалоци или би рекол производи од овошји на пазарите со цел граѓаните и да заработат, а во исто време и државата да го регулира дивото работење на овој сектор. Благодарам што не следевте и пријатна вечер со нашата програма.